Добар ден. Денеска е Велика сабота, ден пред најголемиот христијански празник, празникот на сите празници, Великден. Токму затоа го посетивме Божиот храм Свети Петар и Павле во населеното место Горно Лисиче и поразговаравме со отец Алјоша за се што е поврзано со Великден, од пустење па до кршење со јајца. Разговорот со отецот ќе имате можност да го погледнете пред крајот на емисијата. А на самиот почеток на саботна хроника следува една интересна информација која се однесува на новороденчињата. Имено град Скопје заедно со гинеколошките клиники го започнува новиот проект Дрво за секое дете, кој ќе има возможност на родителите да засадат дрво во чест на раѓањето на нивното бебе, на кое ќе има плочка со испишано име на бебето и датум на неговото раѓање. Дрво за секое дете е насловен новиот проект кој ќе го реализира град Скопје заедно со гинеколошко-акушерските клиники и јавното предпријатие Паркови и зеленило. Станува збор за проект преку кој ќе им се овозможи на граѓаните кои ќе добијат новороденче да засадат дрво во чест на раѓањето на нивното бебе. Дрвјата на новороденчињата ќе се засадуваат во сезонски акции на расположлива локација по избор на родителите на некој од градските дрвореди, паркови или скверови. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, истакна дека на дрвото кое ќе биде посадено од страна на родителите, ќе има плочка на која ќе го пишува името на детето и датумот на раѓање. И нагласи дека секој граѓанин на Скопје има право на сопствено дрво на иднина. А влогот во здрава животна средина е трајна придобивка која непосредно влијае врз здравјето на сегашните и идни генерации. Низ годините, секој кој што засадил дрво ќе може да го следи растот заедно со растот на неговото дете, така и ќе изградиме поврзаност со целото зеленило и со градот помеѓу граѓаните. Должни сме да го надоместиме изгубеното зеленило и дополнително да ги зголемиме парковите и дрворедите во сите општини во градот. Нашите сограѓани заслужуваат подобрување на услови за живот. Промената започнува од секој од нас. Ние сме пример на нашите деца, внуци, на најмладите. Заедно ќе го направиме Скопје поубаво место за живење. Родителите по напуштањето на гинеколошката клиника ќе треба да го пријават добиениот код на телефонскиот број 071 395 395, а потоа ќе ги добијат дополнителните информации за овој проект. Денеска меморандумот за соработка за реализација на проектот Дрво за секое дете го потпишаа град Скопје со 4 гинеколошки клиники во Скопје. И во наредните минути ќе се задржиме кај децата, но овој пат во знакот на Маскембалот по повод 1 април, кој се одржа во општина Бутел. Општина Бутел го одбележа денот на шегата. Во одбележувањето учество земаа ученици од 7 основни училишта, како и најмладите од детската градинка 11 октомври. За да не се наруши редовната настава и работниот ден во општинските основни училишта, оваа година денот на шегата се одбележа во секое училиште посебно. Градоначалникот Велимир Смилевски, како и представници од општината, ги посетија сите училишта и посветија внимание на секоја првоаприлска парада. Градоначалникот истакна дека секогаш ќе ги поддржува ваквите манифестации затоа што го разубавуваат животот. Денеска општина Бутел со сите училишта и градинките организираме манифестација која што на децата им пружа една посебна желба и можност да се маскираат во се она што они сакаат. Така да во наредните неколку чаша во сите училишта имаме вакви манифестации под организација на општината. Општината ги поддржува сите вакви збиднувања и во наредниот период ќе продолжува со ваквите активности. Во училиштата можеа да се видат најразлични маски, принцези, зајачиња, индијанци, кловнови, мечиња, мачиња, каубојци, бетмени, пеперутки. Секој со својата креативност, децата денот на шегата го искористија барем еден ден да станат еден омилен лик од приказните и цртаните филмови. Јас се маскирав од не игра Майнкрафт Крипер. Ова е од елендска маска. Па фаца на човек. Маскирана денес? Во Джасмин. Јас се маскирав во мачка. Сестра ми помогна, се облека со маскирана. Јас се маскирав во волшебничка. Јас се маскирав во вештарка. Јас сум Дијанка. Мајка ми. Јас сум деш играат на кошарка и тато ми помогна да се облечем. Во навивач.
Татко ми. Што си маскирана? Принцеза. Во гусар. Во Зоро. Во Спайдермен. Во вештерка. Јас сум маскирана во принцеза. Јас сум маскирана во Минионс. Сите маскирани ученици оваа година беа наградени со пригодни подароци од општината, а им беа доделени благодарници за учеството во најомилената манифестација кај децата Априлијада 2018. А сега една малку посериозна тема. Иако се само деца, соучениците на Христина Митревска од училиштето од општина Ѓорче Петров организираа хуманитарна забава под маски, а средствата ги донираа за лекувањето на Христина. Црвениот крст заедно со основното училиште Мирче Ацев од Ѓорче Петров, поддржани од општина Ѓорче Петров, вчера во Домот на културата организираа хуманитарна забава за помош на Христина Митревска од основното училиште Ѓорче Петров, која боледува од редок и тежок облик на заболување. Лекувањето на Христина се уште е неизвестно, иако таа е поканата во Вашингтон на бесплатна експериментална дијагностика со цел конечна дијагноза на незината состојба. За превозот и престојот во Америка потребни се 500.000 динари, а досега се собрани 400.000 динари. Во собирањето на паричните средства помогна општина Ѓорче Петров, градинките и училиштата. Идејата за оваа хуманитарна забава е на незините соученици, а осмоделенецот Лука Павличевиќ, кој е организатор на хуманитарната забава, вели дека сите ученици од училиштата од Ѓорче Петров, потикнати од желбата да помогнат, се одзвале на повикот за присуство на забавата. Оваа забава е наменета за хуманитарни средства, да бидам поточен. Средствата ќе бидат наменети за Христина Митревска, единственото девојче во Македонија боледува од ретка болест, која нема дијагноза, и сега Унијата на американски доктори иди покрива болничките трошоци, додека се собираат средства за патувачките трошоци. Најпрвен ги поканивме учениците од локалните училишта во Ѓорче Петров. Очекуваме посетеност од прилика 150 до 200 ученика, но исто така поканете се директорите на сите училишта, општинската администрација и самиот градоначалник. На Христина и се потребни уште 100.000 динари за да отпатува на лекување во Вашингтон. Телефоните за донација се 143502 за корисниците на VIP и One и 143112 за корисниците на T-Mobile. Денеска пред македонските градоначалници беше презентирана програмата за рурален развој за 2018 година, наменета за општините. Дел од барањата од представниците од руралните општини се средствата за поддршка за рурален развој да се зголемат повеќекратно, да се укине плаќањето ДДВ од страна на општините за проекти од програмата за рурален развој и поедноставување на процедурата за донесување планови за планирање на просторот. Денеска пред македонските градоначалници беше презентирана програмата за рурален развој за 2018 година, наменета за општините. Оваа програма, која е наменета за општините, вклучува капитални инвестиции, проекти и мерки кои се дел од исклучително значење за подобрување на условите за живот на граѓаните во руралните средини во Македонија. Председателот на ЗЕЛС Петре Шилегов денеска предност им даде на барањата на представниците од руралните општини, кои организираа состанок со ЗЕЛС, од кој произлегле бројни заклучоци. Мислам дека оваа практика која што ја воспоставивме на организирање на тематски средби со представници на владата на Република Македонија и адекватните агенции од централно ниво во изминативе неколку месеци представува најдобра можност за нас како градоначалници да ги изнесеме нашите предизвици со кои што се соочуваме при извршувањето на префрлените надлежности, да ги објасниме нашите барања и да ги истакнеме нашите предлози со цел да можеме да ги изнајдеме најдобрите заеднички решенија. На денешната средба ЗЕЛС дава предност на барањата на представниците на руралните општини, кои што минатиот месец организиравме состаноци во рамките на ЗЕЛС, од кои што состаноци и средби произлегува бројни заклучоци. Истите тие заклучоци беа предмет на разгледување од страна на управниот одбор на ЗЕЛС и сите тие добија поддршка.
Шилегов како барање од особена важност го посочи барањето за средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој да се зголемат повеќе кратно. Потоа да се укине учеството од општините во плаќање на ДДВ за проектите, да се поедностави процедурата за донесување на планови за планирање на просторот и изготвувањето на урбанистички планови од програмата за рурален развој по која општините ќе може да аплицираат за повеќе проекти. Шилегов рече дека треба да се забрза и постапката за пренамена на земјоделското земјиште во градежно пред државните институции. Ова се само дел од барањата, а останатите ќе бидат презентирани на посебна средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од настаните кои одбелижаа изминатава недела, го издвојуваме и фудбалскиот камп на Јувентус во Македонија, во рамки на кој од 2 април до денеска 115 талентирани деца на возраст од 5 до 17 години има можност да тренираат со тренери од Италија. Тренинзите се одвиваа на стадионот Млади Лавови во општина Ѓорче Петров. Од денеска до 7 април на децата од Македонија им се нуди несекојдневна прилика да играат фудбал заедно со искусните тренери од еден од најтрофејните фудбалски клубови во Европа, Јувентус или Старата Дама, како што е позната помеѓу љубителите на фудбалот. Тренинзите ќе се одвиваат на теренот Македонски Лавови во општина Ѓорче Петров во 2 групи. Ваков камп во кој на талентираните деца им се нуди можност да го покажат својот талент и да бидат соодветно наградени за него, првпат се случува во Македонија. 150 талентирани деца поделени во 2 групи ќе бидат во тренинг програмата, а за очекувањата и предизвиците ни зборува главниот тренер Рафаело Армароли. Ова е истото прво прашање што на секаде во светот ни го поставуваат, меѓутоа нашата цел пред се е да им пружиме на децата забава, да го искусат да искусат методологијата на Јувентус, а на крај секако и да научат нешто ново. Рафаело го прашавме и какви му се првите впечатоци од Македонија и дали знае колку спортски таленти потекнуваат токму од тука. Сите прв пат доаѓаме во Македонија, Јувентус ни соопшти, односно не праша дали сакаме да дојдеме во Македонија и се разбира дека прифативме. Не очекувавме волкав одзив, волкава бројка и задоволни сме од она што до сега го видовме, значи самата организација на настанот за нас како тренери пропратни работи, меѓутоа и она што го видовме до сега. Од фудбалски аспект, ние знаеме дека овој регион изобилува со многу таленти. Ги знаеме, значи играат во Италија, не само од Македонија, туку и од регионот и баш сакаме на лице место да видиме како изгледаат тие, односно како нивната техничка способност во фудбалската игра. Дел од тренинг програмата е и малиот Армин, кој веќе 2 години тренира фудбал и очекува убава дружба со соиграчите. Колку време тренираш ти фудбал? 2 години. Да, а во кој клуб тренираш? ФК Мондано. И сега ќе бидеш дел од клубот Јувентус. Што ќе правите таму? Ќе тренираме една недела. Да, што ви кажа, кој ќе ве тренира? Тренери од Италија, претпоставувам. Да. Што очекуваш ти, како ќе се поминеш? Добро. Кампот е наменет за момчиња на возраст од 5 до 17 години, а формирана е посебна група за голмани со посебен тренер за голмани од Јувентус и посебна програма на тренинзи координирани од страна на 4 тренери и стручни лица од Јувентус. Цената за учество на Јувентус кампот е 239 евра, со попуст за второ дете од исто семејство. Секое дете што учествува на Јувентус кампот Македонија доби официјален Јувентус Адидас комплет за тренинг, маичка, шортс и чорапи за секој учесник, осигурување со премии наменати од Јувентус за секој учесник на кампот и сертификат за успешно учество на Јувентус кампот. Продолжуваме со спорт и во следните минути. Учениците од основното училиште Аврам Писевски од населеното место Бардовци во општина Карпош добија спортска опрема донација од Македонски олимписки комитет. Во пресрет на Меѓународниот ден на спортот 6 април, денеска беше донирана спортска опрема за основното училиште Аврам Писевски во населеното место Бардовци. Новата спортска опрема, учениците, кои за овој повод подготвиле кратка културна програма, ја дочекаа воодушевени и подготвени за нови спортски предизвици. Донацијата, како што информира градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, се состои од топки, мрежи за головите и кошевите, како и нови врати за спортската сала. Заедно со Македонскиот олимписки
комитет и со училиштето организиравме еден прекрасен настан во пресред на денот, меѓународниот ден на спортот 6 април. Се заблагодарам на Македонскиот олимписки комитет кој што донираше фудбалски топки за кошарка, ракомет и фудбал. Донираше и мрежи за головите и за кошевите во спортската сала, како и направи промена на вратите кои што беа дотрајани. Здравиот дух, здравото живење ќе бидат секојдневие и ќе бидат навика, особено на најмладите ученици од Карпаш. Председателот на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски на примопредавањето на спортската опрема рече дека во рамки на нивните можности ќе се потрудат спортска опрема да обезбедат и за останатите училишта. Сакале да можеме да донираме на сите училишта и во огромна количина. Нашите можности се намалени или ограничени. Меѓутоа соработката со градоначалникот е во тој правец и ние ја поздравуваме и прифаќаме како своја. Ова е спортски ден, меѓународен спортски ден. Децата се денеска дел од огромното олимписко семејство, тие ја сваќаат нашата порака. Ние разбираме нивната желба и надеж дека за секогаш ќе се бават со спортот. За подсетување, учениците од основното училиште Аврам Писевски од Бардовци многу пати досега освојуваа едно од првите 3 места во организираните училишни спортски лиги. Во театарот за деца и младенци во средата премиерно беше одиграна куклината представа Тоби во режија на Драгослав Тодоровиќ. Станува збор за представа во која куклите за прв пат кај нас се во оригинална големина. Во представата Тоби се откриваат навистина се уште актуелни проблеми кај луѓето, како што се необјаснивата желба за промена на сопствениот изглед и дискриминацијата по најразлични основи. Утре на сцената на театарот за деца и младинци премиерно ќе биде изведена новата куклена представа Тоби по текст на Флоријан Зденек, а во режија на Драгослав Тодоровиќ. Станува збор за специфична представа мотивирана од чисти и хумани сваќања, во која за прв пат куклите ќе бидат во оригинална големина, нешто што досега го немало кај нас. Интересно е за децата да се види кукла од слон или жирафа на сцената во оригинална големина. На режисерот Драгослав Тодоровиќ ова не му е прв пат да соработува со театарот и задоволство му е да соработува со него. Тој за текстот на представата рече дека е интересен и за мали, но и за адолесценти. Овој текст е врло интересантан. Овој текст е многу интересен за мали деца, но интересен е и за адолесценти, затоа што тие имаат бурни реакции кога ќе дојдат во луѓите години, кога ништо не им се допаѓа што е на нив. Цело време се незадоволни, се додека него се огледаат одразот во огледало, како личност, а не како лик. Оваа представа зборува за тоа, наменет за мали, но и за оние кои доаѓаат со децата. Задоволство им е да ја гледаат представата. Загледају од тог одраза во огледалу едног дана личност. Марија Ѓорѓиевска игра улогата на кучето Тоби кое не е задоволно од својот изглед, но на крајот ќе свати дека најубаво е да бидеш тоа што си. Мојот е кутренце малечко кој не е задоволен или од својот изглед, баш тоа што кажавме во тие тинејџерски години кога не е задоволен. Нозете му се криви, ушињата големи, за муцето не сака ни да лае, дека му е многу долго, да тело како колбас, сето тоа ќе го видите во представата и како лик е инаку многу весело куче, не е таков целиот мелахолија или да плаче за тажен за сето тоа. Да, има момент каде што кога ќе му се подсмеваат другите кучиња, знае да си ја каже маката и да каже дека навистина е многу несреќен, ама веднаш се собира после тоа и гледа позитивно на работите и се додека на крајот осознае дека е најубаво да си бидеш таков каков што си, како што те создала природата. Во представата Тоби се читаат и откриваат навистина се уште актуелни проблеми кај луѓето, како што се необјаснива желба за промена на сопствениот изглед, дискриминација по неразлични основи. Но во секој случај најважно е ние самите да бидеме среќни и да бидеме прифатени онака какви што сме и она што го имаме да го понудиме на овој свет. Всушност, тоа и пораката која сака да ја пренесе оваа представа која својата премиера ќе има утре од 19 часот. Марија Ѓорѓиевска, Катерина Илиевска Силјановска, Винета Дамчевска Мојановска, Ана Левајковиќ Бошков и Мики Анчевски ја сочинуваат актерската екипа со сплотена енергија кои се надополнуваат едни со други.
Со изложба од 130 оригинални фотографии на 32 актера кои работеле од првата сезона на МНТ до сега, Македонскиот народен театар го одбележува 73-тиот роден ден. Со изложбата Моќта на театарот, Македонскиот народен театар одбележува 73 години постоење. На изложбата се поместени повеќе од 130 оригинални фотографии на 32 актера кои работеле од првата сезона на МНТ далечната 1945-46 година, па се до првата деценија на овој век. Дел од нив се Вера Вучкова Жежель, Добрила Пуцкова, Добрила Чобрич Ивановска, Тома Киров, Кирил Ќортошев, Цветанка Јакимовска, Радко Гавриловиќ, Драги Крстевски, Стојка Цекова, Борис Стефановски, Драги Костовски. Ивана Јарчева на денешното отворање на изложбата рече дека изложбата е посветена на актерите кои ги имало во разни представи. Низ фотографиите ја гледаме страста на овие актери со кои го создале ликот во контекстот на представата. Страста кон ликот што го одиграле и неговото место во представата. Влегувајќи во ликови кои не се први на листата на учесници, тие покажуваат и докажуваат дека актерот е голем и во најмалата улога. Многу често тие се и клучната врска за откривање на аспектите и на она што е подскриено, а се случува на сцената. Таа мог за трансформација во така наречениот помалник буквално ја доловува суштината. Таа константност на постоењето им обезбедува важно место за паметање. Јарчевска додаде дека низ постоењето на МНТ поминале многу актери, добри и препознатливи. Актери кои толкуваат големи и помалку големи ликови. 73 години е доволно долг период за испишување на историја на еден театар, во кој како и во сите, партнер на публиката е единствено актерот. И како што најавив на почеток, во продолжение на саботната хроника ќе имате можност да го погледнете разговорот со отец Алјоша и да дознаете нешто повеќе околу традицијата и јадетите, поврзани со великденското празнување. Денеска на Велика сабота, еден ден пред најголемиот христијански празник Великден, се наоѓаме во црквата Свети Петар и Павле, каде што ќе поразговараме со отец Алјоша. Великден е смислата на христијанството, а подготовките за празнувањето на Великден започна пред 40 дена, токму на празникот Прочка, каде што се простуваат гребовите, се простуваат и небото и земјата, како што се вели. Би сакале за почеток да го прашаме отец Алјоша, дали ги учите христијаните колку е важно да се простува и со чиста мисла, со чисто срце да се прослави Великден? Прво да ви заблагодарам што отстапувате место и простор за овие важни теми, затоа што народот треба да се информира за својата вера, за она што го одржало сите овие векови, она што е денеска. За поучувањето во црквата, секако дека црквата се грижи за веронауката и за поучувањето на верниците како треба да постат и како треба да доаѓаат во црква, да се однесуваат во црквата, што значат празниците. Впрочем, тоа на секоја литургија, ние овдека на проповедта, после светата литургија, им кажуваме, им објаснуваме за секој празник и за дента што означува празникот, светителот, например, ако е, каков е неговиот живот, што направил он од својот живот, која е неговата заслуга. Секако дека во оваа црква, овдека во Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, имаме и часови по предавања по веронаука, во сабота таа се одржува, значи во 18 часот секоја сабота, значи навечер, имаме верници кои што доаѓаат, се информираат, се интересираат и така. Значи црквата, како црква, тоа е низината и основна дејност, пастирската дејност, да го шири верата, да го поучува народот и народот потоа да знае како да живее, сообразувајќи се со верата негова Христова. Така, вечерва токму на полно ќе го дочекаме и ќе дочекаме радосната вест за Христовото воскресение. Меѓутоа, пред тоа поставме, нели, некој посташе 40 дена, некој помалку, некој не постат. Може ли за символиката на постењето, за важноста на постењето и како треба правилно да се пости? Вака, се што прави црквата, не прави самата затоа што така и текнало и затоа што го измислила. Се што прави црквата, прави според примерот на Господ Исуса Христа. Господ Исус Христос во пустињата постеше 40 дена, а потоа беше искушуван од сатаната, значи. Символиката на постењето на 40 дена е
тоа дека човекот може да издржи без храна 40 дена, а без вода секако многу помалку. Но ние не постиме 40 дена без никаква храна, но јадеме храна која што е без зејтин, односно немрсна храна, она што е готвено на вода и по правило треба да се постат сите 40 дена, почнувајќи од првиот до последниот. Сега, тука има исклучоци за луѓе кои што се болни, за луѓе кои што работат тешка физичка работа или било какви други причини, но сето ова ослободување од постот треба да биде во договор со духовниот отец, кој што верникот ќе го има во личносен однос со духовниот отец, да се договорат и да видат какво разрешување од постот може да се направи. Што се однесува до оние кои што самите си разрешуваат да постат првата и последната недела, морам да кажам дека тоа не е согласно со црковните закони, затоа што треба да се постат сите оние кои што се здрави и кои што се верни можат да постат, треба да ги испостат сите 40 дена без зејтин. Според правилото, овој пост се пости така што не се јаде ниту зејтин, односно масло, а зејтин се јаде само во саботите и неделите од сите седници на Великденскиот пост. Риба се јаде само на цветници и на благовец. И тоа е оној правиот вистински пост. Може ли да направиме една категоризација? Дали повеќе пости по младата или по возрастната популација? Па, кај нас општо земено, мислам дека по старите повеќе постат, а што се однесува до оваа црква каде што јас сум тука, јас гледам рамномерност и помеѓу младите и помеѓу старите, што ме радува, бидејќи тоа е еден тренд кој што се појавува сега, все повеќе млади гледам како се причестуваат, значи и постеле пред самото причестување. Тоа е тренд на оваа црква, а се надевам дека тој тренд го имаат и другите цркви во Скопската епархија. Така, на Велики четврток се знае како феадетот се станува пред изгресонце, се вапца првото јајце, господово, едно или три. Има дилеми. Некој вапцаат едно, некој три. Вака, се фарбат 3 јајца, меѓутоа првото е она кое што ќе го ставите во бојата, се става пред икона, бидејќи секој православен христијанин треба да си има икона дома, иконостас, каде што е иконата на светителот кој што го слави, односно неговата слава, иконата на Господ Исус Христос и на Пресвета Богородица, и тоа јајце се чува цела година. Значи, тоа е првото јајце на Велики четврток на Сабајлето. Зошто на Велики четврток? Заради тоа што на тој ден на Велики четврток Господ Исус Христос е предаден, значи веќе е направено во средата, договорот е направен на Ајуда со првосвештениците еврејски, Господ Исус Христос да биде предаден и така да биде осуден и убиен. Значи, веќе договорот паднал во средата, а во четвртокот се прави последната тајна вечера, каде што е последното собирање на апостолите со Господ Исуса Христа и во честната последна тајна вечера, која што е веќе предвестник на она што треба да доаѓа, се фарба во четврток на Сабајле првото великденско јајце. Така рековте се чува цела година, а што подоа откако ќе измине една година? Дали верниците се запознаени со тоа што треба и како правилно треба да се однесуваат со ова јајце? Нормално, сите оние јајца кои што ќе ги искршиме, ќе се ги изедеме за време на празникот, меѓутоа она јајце кое што се чува пред иконата, тоа кога ќе помине годината, се зема и се закопува во земја, значи. И треба да се погледне таму каде што ќе биде закопано, тоа да не биде некое нечисто место каде што одат кучиња или така натаму, обично во било на некое место каде што има бавча, каде што е почисто место, да остане во земјата и да скапе. Меѓутоа имаме и примери такви каде што јајцето останало нерасипано цела година, па дури имаме случаеви, јас знам како парохијски свештеник како луѓето после една година си го јадат истото јајце нерасипано и ништо не име после тоа, немат никакви ниту алергии, никакви проблеми, ниту ништо. Така, ова е еден показател за големината на христијанската вера. Оно што е исто интересно, во минатото се фарба исклучиво црвени јајца. Тоа го знаеме сите, го знам и јас од лично искуство, паметам кога мојата баба фарбаше исклучиво црвени јајца, меѓутоа работите почнаа да се менуваат денеска, домакинките како да се надпреваруваат чии јајца ќе бидат пошарени. Дали ова правилно и еве можеби некоја порака, некој апел поврзано со ова да упатиме? Па бојата како се фарбат јајцата е поврзана со символиката на јајцето. Тоа е крвта на Господ Исус Христос. Човековата крв знаеме дека е црвена, таа не може да биде ниту жолта, ниту плава, ниту розева, нели?
И затоа јас ги советувам и праќам апел до домакинките, сите јајца што ќе ги фарбаат да бидат повеќе во црвена боја, да не се надпреваруваат, затоа што како што многу работи кои што се мода, дури стануваат и помодарство, со текот на времето исчезнуваат. И така да најубаво е да се фарбаат со црвена боја која што символизира крвта Христова, која што е пролеана на крстот за нашето спасение. Оно што е интересно за можеби помладите, дечињата особено се радуваат на кршењето јајца. Вечерва на полноќ сите ќе се кршиме со јајца, така ќе прославиме за радосната вест што ќе ја слушнеме. Има ли ова никакво значење? Од каде произлегло ова кршење јајца? Вака, символиката на јајцето започнува уште во апостолско време. Марија Магдалина, која што била првата македонка која што го примила христијанството, значи таа била и она која што му била многу голем соработник и близок соработник со апостолите Петар и Павле, кога отишла во Рим на императорот Тиберий, му подала јајце кое што било офарбано во црвена боја и го поздравила со поздравот Христос воскресе. Значи, уште од апостолско време до денеска, во тоа го кажува светото предание на православната црква, постои таа традиција на фарбање на јајца. Која е символиката на јајцето? Постојат две символики на јајцето. Едната символика е дека јајцето го представува гробот на Господа Исуса Христа, како што е јајцето затворено со лушпата, така и гробот на Господ Исус Христос бил запечатен, додека Господ Исус Христос бил во гробот. Сега, кога ќе се крши јајцето, значи, излегува нов живот. Господ Исус Христос, кога излегол од гробот, вратата била ставена на страна. Значи, кога се кршиме, го символизира воскресението на Господа Исуса Христа од гробот. Значи, Господ излегува од гробот, како што ние го кршиме јајцето. И така велиме Христос воскресе. Тоа е едната символика, која што исто така вели дека како што јајцето е символ на животот, бидејќи од малото јајце кое што е затворено излегува пиленцето, а тоа е новиот живот, така и од гробот на Господа Исуса Христа излегува новиот живот. Втората символика, која што сакам исто така да ја нагласам и доста интересна, е тоа што јајцето ја представува целата планета Земја. По својата форма јајцето е сферично, нели? И таква е и земјата. А бојата со која што е фарбано јајцето е црвена, тоа е крвта на нашиот Господ Исус Христос, која што е спасение за целиот човечки род на целата планета Земја. Тоа е втората символика. Убаво е да се знаат токму овие работи, убаво е сите верници да ги знаат и да знаат зошто всушност се кршиме со јајца, зошто правиме се што правиме, нели да има никоја поврзаност со тоа што се случува токму овие убави и свети денови. Оно што е малку можеби и не убаво е тоа што македонските православни цркви се во поголем дел од деновите празни се полнат само за празници. Убаво е нели кога за празник е храмот преполн, меѓутоа убаво би било и кога верниците би доаѓале и во останатите денови од годината. Имате ли да им порачате нешто во врска со тоа на верниците? Па секако дека имам да им порачам, бидејќи Великден е еден ден, 2 дена или 3 дена, колку што ќе трае, но спасението не се добива само со 2-3 дена, но се добива со цел живот посветен на Бога, со цел живот пост, молитва, исповед, причест и сите свети тајни кои што се наоѓаат во црквата. Значи спасението не можеме да го добиеме само на кратко ако дојдеме во црква, но целиот наш живот треба да го посветиме на Бога. Сега луѓето не доаѓаат веројатно поради брзината и начинот на современиот живот, премногу обврски, премногу зафатени се, но сепак јас апелирам до верниците да можат да најдат што повеќе време за Господа, бидејќи на крај тоа е единственото што останува во нашиот живот, а тоа е нашиот вечен живот во вечноста, за кое што и сите ние сме создадени да го добиеме во вечноста. Така, уште едно прашање пред да ви се заблагодарам за разговорот. Утре токму во оваа црква ќе се случува еден убав народен собир за свеченост, веселба, со која што верниците ќе го прослават Великден. Зашто станува збор? Како што самиот Господ Исус Христос после телесниот пост си заповедал радост, а тоа е воскресението Христово, заповедал укрепување на телото, така и овдека после молитвите кои што ќе бидат вечерта, после 40-дневниот пост што го имаме, значи ќе се потрудиме, откако го поминавме телесниот пост и сите борби со страстите и со гревот, малку да се укрепиме телесно и да се порадуваме на Христовото воскресение, затоа што после духовното
доаѓа и телесната храна. Нели самиот Господ Исус Христос заповедал дека не само душата што има потреба од духовна храна, но и телото, нели, што е сосема нормално и јасно. И затоа ние го организираме овој собир, народот да се види, да се порадуваат на Христовото воскресение и така човекот има многу малку време со секојдневните обврски кои што ги има, дури веќе луѓето престанаа да си одат ни на гости, ни на слави, веќе тоа се е премногу опфатено со безброј обврски, така да утрешниот ден нека биде ден каде што луѓето со своите семејства ќе се видат со роднините, пријателите, ќе се порадуваат, ќе си каснат нешто, затоа што црквата е мајка на сите и нормално е дека во црквата после духовното треба да биде и телесното. Ви благодарам за ова издвоено време, ви благодарам за разговорот, за убавите информации кои што ги споделивте со нас и со нашите гледачи и ви посакувам убави празнични денови. Ви благодарам и на вас. Тука го заокружуваме и ова празнично издание на Саботна хроника. Ви посакувам великденските празници да ги поминете во добро здравје и расположение. Посетите ги Божите храмови и семејството. Христос воскресна. Довидување.